Watch-out ова година ќе се одржи од 21 до 24 мај, како и претходните години во просториите амфитеатрот на мемориалната куќа на Комунистичката партија овде во Тетово. Ако времето нема да ни годи, проекциите ќе се држат овде во просториите на Центарот Лоја. Прикажувањето на филмовите ќе биде секој ден од 19:30 и влезот секако е слободен за сите граѓани кои се заинтересирани. Фестивалот Watch Out е обид на Лоја да го промовираме филмот во едно издание надвор од класичниот поглед на филм. Значи, со овој фестивал решивме да го направиме Open Air фестивал. Сите проекции се одвиваат на отворено. Луѓето се слободни да изберат позиција и место од каде сакаат да ги гледаат филмовите. Како што кажа колешката, ќе се одвива во музеот на Комунистичката партија, во еден прекрасен амбиент во градината, надвор. Годинешно во трето издание е посебно интересно за нас, затоа што ги надмина сите наши очекувања кои ги имавме претходно од претходните две изданија. Добивме над 100 апликации за филмови во многу категории, многу различни жанрови и навистина беше тежок процес на стручното жири кој го имавме оформено за потребите на фестивалот да ги селектира филмовите кои ќе бидат прикажани, а уште потешка задача беше да се селектираат победниците, затоа што квалитетот беше навистина исклучителен. Годинава во трите категории за документарен, краток игран филм и експериментален и анимиран филм, победници се по категории Несликан Силигур од Турција со филмот Алцхаймер во категоријата на краток игран филм, Астра Золднере од Летонија со филмот Treasures of the Sea во категоријата на документарен филм и Гиули Флореа од Романија во категоријата експериментален и анимиран филм. Наградените автори ќе бидат присутни на фестивалов овде, односно ќе бидат присутни авторите од Турција и од Летонија. Исто така ќе имаме и други интернационални гости кои ќе бидат присутни за време на фестивалот. Наградените добиваат една од овие статуетки, што се пред мене. Исто така во текот на фестивалските данови, односно на 22, 23 и 24, ЦБС Лоја организира воркшопи работилници за филм, кои ќе бидат нешто што до сега сметам дека се нема случајно во Тетово. Имено одлучивме заедно со тимот на Watch Out да направиме работилници кои луѓето немаат шанса да ги следат на некои други места, што не се учат по факултети, по приватни школи за фотографија и филм и така и слично. Значи, на 22, 3 и 4 ќе се одржуваат работилници за режија и сет дизајн, односно сценографија. Работилниците се бесплатни, ги повикувам сите што се заинтересирани да присуствуваат на нив, затоа што е ретка можност каде што може да се научат и да се видат кои се техниките и како се работи на овие теми. Работилниците се со почеток во 11 часот и ќе траат некаде 3-4 часа, во зависност од ангажманот на учесниците и сите се бесплатни. Тоа е многу интересно. Фестивалот е одличен избор на филмови и се случува во еден посебен контекст. Значи, ако ме прашувате нешто што овој фестивал го прави посебен, не само извънредната програма која нуди, не само самиот концепт кој го нуди, туку и можеби единствениот фестивал во целата држава кој се случува без ниту една и никаква поддршка ни од централна ни од локална власт. Ова е трета година кој фестивалот има нагорница, значи кој расте, и трета година кој сепак се случува во доброволна фаза. Значи, еден од клучните чинители, двете од клучни чинители ги гледате тука, но зад нив исто голем став од Лоја, волонтери кои помагат несебично да се реализира овој настан.